на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски вчера побара да се распушти парламентот и да се распишат воредни парламентарни избори кои би се одржале заедно со председателските. Дали вие би прифатиле вакво нешто и кој е вашиот однос во поглед на тоа што најавија дека ќе го преиспитаат институционалното действување? Добро, мојот став го знаете. Еви денеска го соопштувам, Македонија треба да го искористи ова. Пред се за економија, за реформи, да го средиме нашиот систем и да бидеме нормална земја. Сите знаат, знам и јас, знае и господинот Мицковски. Тоа што го бара, моли Бога да не се случи. Но бара првиот човек на опозицијата. Затоа сериозно ќе размислиме. Социјалдемократскиот сојуз на своите највисоки органи и тела најбрзо можно ќе го отвори ова прашање. Следуваат председателски избори и е вредно за размислување како прашање, затоа што не сакаме да оставиме било каква трага на пренамагање, на уцени или било што во општеството. На Македонија треба отворена врата, отворен амбиент, пат пред себе, за да може да напредува и да го искористи тоа. Сите земји што станале членки на НАТО и отвориле поглавја со Европската унија имале сериозен прогрес. Тука е таа дилема, јас немам дилема, многу често сум дискутирал по ова прашање. Но бара ВМРО ДПМН и господинот Мицковски, затоа секако ќе го разгледам ова прашање, штом ќе донесеме одлуки, тоа ќе го соопштиме. Прво да расчистиме една дилема после вашиот одговор во однос на повикот од Мицковски. Краток одговор. Вие сте за предвремени парламентарни избори заедно со председателските на пролет? Мојот став го повтарам барем еднаш неделно. Затоа што политички за Социјалдемократскиот сојуз и владеачките партии е посакувано да има избори. Ги знаеме анкетите, ги знаеме како стојат работите. Ако истрчаме, ќе добиеме 4 години пред нас. Тоа за секој политичар, политичка гарнитура е богами убаво. За Македонија може да изгуби. Прво ќе изгуби 3-4, може и 6 месеци околу подготовка, спроведување на изборите, формирање на влада, давање мандати, не давање мандати и слично. Тоа ќе се одрази директно на економијата и може да значи застој во реформите, кој што ќе биде аргументација на земји членки да одложат отпочнувањето на преговорите. Но, вчера на ваков настан, опозицијата која што цело време го блокира евроатлантското интегрирање на Македонија, која што заедно Мицковски, Груевски, Бачев и сите други прават апла блокада, без да дадат алтернатива. Знаат и малите деца дека нема алтернатива на Македонија, излегува со повик за избори. Ова е сериозно. Затоа што, ако ние не го размислиме барем, не би биле сериозни политичари и политичка партија. Секако, овој повик на вака важен ден вреди да биде размислан во највисоките органи и тела на Социјалдемократскиот сојуз, како најголема политичка партија во Македонија, но секако и на коалиционите партнери. Штом ќе донесеме одлука, веднаш ќе ја соопштиме. Ова е продолжение на истото. Неколку пати спомнавте, дадовте изјава дека сте свесен оти ќе платите политичка цена за ова што го правите. Стоите уште на тоа? Секако, тоа е оценка на граѓаните. Моја задача е тоа што го правам, го најавувам, транспарентно се прави и граѓаните носат оценка. Тие може да не се согласуваат со Зоран Заев, да отвори еден ваков процес на помирување, например. И тие своето ќе го кажат на првиот мегдан на избори. Тогаш го кажуваат граѓаните, а фала Богу, денеска во Македонија го кажуваат на сите можни начини. Преку вас медиумите, Facebook, Twitter, преку сите можни аспекти. Но ќе се согласите дека огромно мнозинство дава подршка на ова што се случува во државата. 27 години чекав. Застанати овде, буквално во место, додека светот оди напред. Младите ни бегат секој ден. Задача е да обезбедиме амбиент. Ова е дел од амбиентот. Останатиот дома сами мора да го обезбедиме. Пријатели имаме, видовме од секаде. Но работата што мораме дома сами да ја завршиме е наша работа. Политичари, кои што се за граѓаните и за државата, носат одлуки. No matter what, без разлика на политичките поени, што ги добиват или ги губат, или ќе ги сменат. Ако државата оди напред, политичари има и ќе има, ќе доаѓат. Но сите ние создаваме матрицата на денешното живење и испраќаме порака кон младите генерации каква земја, какво општество им ставиме. Дали е тоа вредно во нивните размислувања, доволно за да останат дома, или е невредно за да бидат разочарани, па да гледат само иднина надвор. Неколку пати веќе го споменавте новото име Северна Македонија.
Дали тоа веќе треба да го споменуваме и ние? Тоа е с каква порака испаѓа? Мислам дека 3 или 4 пати го споменав. Да, спомнав за да сватат граѓаните прво од устата на премиерот за сериозноста на одлуката која ќе е донесена во нашиот парламент. Договорот стапува на сила од кога ќе биде ратификуван и во грчкиот парламент. Примената е јасно опишена внатре. За меѓународна употреба стапува веднаш. За домашна употреба со отварање на поглавијата, не повеќе од 5 години, опишено е детално. Но дефинитивно тоа е решението кое што го прифативме. И тоа е решението кое што ги отвара перспективите на целиот наш народ и на нашата земја.